уште една магична сцена. Денеска се јавуваме од Струмица. Преубав повод. Вчера гледав една од ретко убавите представи на овие театарски сцени, барем изминатите 2 години од кога трае пандемијава со корона, кога и актерите и театарот беше некако оставен во заден план, а напред беа болестите. Лек за болестите во Струмица знам кој е, додат на театар да гледаат представа, посебно представата Секс, лаги и љубомора, затоа што навистина тоа ќе ги излечи сите можни болести и рани на душата што ги имаат луѓето. Ве поканувам да ја гледате представата, а јас со задоволство ќе разговарам со дел од актерите што учествува во представата. Добре дојде во магична сцена за Јасмина Вучкова. Здраво, Јасмина. Здраво, много ми што сте овде повторно. И јас вчера, како да ти кажам, уживав. Едноставно, оддамна ми се нема случајно толку добро да се поминам на една представа. Посакувам секој ден да ми се случува представата. Не можев ни од толку емоции и да спијам, цело време мислев на представата и цело време ми беа убавите сцени кои што ги изведувавте на сцената. Се работи за една урнебесна комедија. Никогаш не немам гледано во толку добро светло и можам да ти кажам дека ова ти е животна улога. Ти одлична актерка си да се разбереме, но ова мислам дека ти беше нешто така. Ако може јаготка на шлагот да се каже, тоа е ова улога. Кажи ми, представата е од режија на Синиша Ефтимов. Се знае во Македонија, ако прави представа Синиша Ефтимов, тоа е навистина убава представа, комична представа која што ги расположува луѓето. Како вие се забавувавте за време на процесот, затоа што се работи за 6 актери кои што живеете секојдневно и се познавате и кој како диши и што прави и во приватниот живот. И можам да замислам дека тоа бил еден процес кој што нема да го заборавите никогаш. Па вака, 2019 е правена представата во режија на Синиша Ефтимов. Јас за прв пат работев со Синиша, на моје огромно задоволство. Ја имав можноста да работам со режисер кој дава многу голема слобода на актерот во процесот на работа. Она што синоќа си го гледал од представата е можеби 50% од текстот, а 20% од текстот на мојот лик. Так. Останатите 80% се лично моја креација, водена од режисерската палка, давајќи ми насока Синиша и давајќи ми апсолутна слобода, влегувајќи во ликот, да го креирам и самиот текст на мојот лик, мојата хероинја Ева во представата. За да се направи комедија, неминовно е актерите кои се учесници во представата да се забавуваат и во процесот и во изведбата на представата. Па тоа и се случи, затоа и таков е резултатот на представата. Ја имам играно, се мислам дека веќе 21 пат представата и сега со страствените протоколи на 50% посетеност на публиката, претходно беше на 30% и се почувствува веднаш од 100% на 30% и се почувствува празнина. Затоа што за оваа представа секогаш се бара карта повеќе. Публиката по неколку пати ја има гледано представата и сака уште да ја гледа и уште да ја гледа, затоа што е легна рана, како што рековте и вие на почетокот кога ја отворивте емисијата. И беше онака полно и беше едва и се доаѓаше до збор. Актерот ја изчекуваше публиката за да може да си го каже текст. Овој тип на комедија дозволува импровизации, како и сите комедии, и затоа толку многу проценти е наш текстот, повеќе од колку што е пишаниот на Марк Капулети. И потоа, кога од така полна сала, аплаузи на отворена сцена, овации и така натаму, се сведе на 30%, се забавува публиката, но немаше тоа повратна енергија. Сега веќе кога е на 50, така
се освежуваме и ние затоа што неминовна е за една комедија реакцијата на публиката, тоа е како партнер на сцена кој чекаш реакција, нели? И морам да признам дека е огромно задоволството да си повторно на сцена, да гледаш полна сала со публика, уште поголемо задоволството кога гледаш то, барам на поклонот на крајот, кога гледам публиката, да видам толку многу насмеани лица. Сите се смеат, се среќни и убаво е чувството што си дел, што си придонел за таа насмевка на тој човек на лицето, поготово во овие мрачни времења што дојдоа и така. Многу ни е убава представата. Представата ви е, за тоа кажав, секој треба да ја гледа и јас би ја гледал, ти кажам, секој ден, тоа е таков елексир, не знам. Јасмина, да се вратиме на детството. Мислеше дека уште од малечка ќе бидеш глумица? Да. Да? Да. Најраното детство во кое се сеќавам во градина. Во градинка, предшколска возраст, бев многу лута, затоа што ме ставија да бидам дел од хорот, а не од оние кои има мали сцени. Се сеќавам, онака бледо, но се сеќавам дома, плачејќи на мајка ми како ја глумам сцената на кловнот кој си го шие копчето пантомимски. Преку пантомима, нема игла, нема конец, нема копче. И го шијам и сакам тоа да сум. Тоа ми е така бледо сеќавање. Потоа имаше радио Струмица. Не ти дозволија да го глумиш кловната? Тоа беше веќе организирано, се, не ни знаев дека ќе има клован, кога не споија сите елементи што треба да ја сочинуваат приредбата, и јас на генералните проби се сеќавам овде на големата сала беше тоа, по некој патрон, по се изгледа на градинката. Бев во хорот и гледав што прават и сакав тоа да го правам. И потоа имаше радио Струмица, редовно беше пуштено кај нас дома и слушнав некаква аудиција или конкурс поточно за рецитаторски надпревар. Бев второ оделение, после училиште отидов се пријавив и зедов прва награда. И после тоа почнаа сите сценски настапи, водење програма во училиште, драмски секции, водител на радио, други драмски секции, уметничко рецитирање, регионално, републичко, драмски секции, регионални, републички, дав почани, тогаш дав ли се викаше, како се викаше. И така почна се. Потоа на мои 18 години направив монодрама со актер, режисер од театарот Кира Ѓурѓиев. Зедов награди, се слушна за тоа, ме повика тогашната директорка во дамнешната 98 година, мои 18 години, ме повика овде на разговор и рече дека има режисер дојдено кој му треба млада актерка и дека ќе, ако сакам да бидам дел од представата. Се запознав со режисерот, Коле Ангеловски, 3 фарси од Молиер и така почна се со професионалната сцена. Значи, потоа имаше договор на дело, бев работена 2 години, но сакав да отидам на факултет, отидов во Бугарија, додека студирав повторно, патував, играв тука и студирав, кога се вратив. Си продолжив тука и еве од 98 година, веќе 22-3, не знам колку години стана, сум дел од театарската сцена. Кажи ми за Бугарија, како беше студирањето, што правевте таму, глумеше во представи, можеше професионално да се занимаваш со глума или само беше студирањето? Во прва година, повторно дојде, кога студирам во Бугарија, повторно дојде Коле Ангеловски и ме барал каде сум. И му рекла дека сум прва година на факултет во Бугарија и тогаш се јавија управата да прашат дали ќе ме ослободи професорот затоа што уште прва година не ослободуваа, но бидејќи ме знае, јас веќе имав големо театарско искуство и професорот мој го знаеше, тоа се гледаше на сцена.
и рече дека ќе му биде чест и задоволство неговата студентка да игра во професионалниот театар повторно на покана на режисер. И така патував, играв представа, подготвував, се враќав. Животот ми, спиењето ми беше во автобус. Цело време патував. И потоа таму имаше доста покани за аудиции за филм и така натаму, но паралелно со тоа подготвувавме представи кои се играа на репертоарот на факултетот на театарот. Така, игравме таму, ни доаѓаа публика, јас патував, правев тука представи, играв тука репертоари, буквално автобусот беше во 3 наутро. Значи, завршува представата, попакувам ранецот, спијам во автобус, са бајле одам на часови, таму вечер ако треба играм, по потреба, по колку беше, во 4-5, не се сеќам одамна беше, се враќам тука, пак подготвувам, пак патувам, така. И така поминаа 4 години. Така поминаа лепнаа 4 години Лепна. во патување. Да. Не размислуваше да останеш таму? Размислував, значи, мојот професор, во 4-та година имавме секој по 2 дипломски представи и тој, кога беше овој студентскиот репертоар на нашиот учебен театар, повикуваше режисери и директори на театри во Бугарија. И веќе бев одбрана во 2 театри, тоест одбрана. Сакаа да бидам дел од нивниот ансамбл, но во исто време имав 3 представи на репертоар во нашиот театар. По разговор со управата, решив да дојдам да се вратам тука. И така. Така се случи. Така се случи да останам. Да останеш тука. И не се каеш. Па да ви кажам, во тој период имаше еден вакуум на невработување. Се вратив... Овде во Струмица, така? Да, да. Се вратив, мислејќи управата дека сега, нели, кога се собраа толку невработени дипломирани актери, дека во брзо време ќе се пополни тој просторот, заминуваа актери во пензија, нивното место не се пополнуваше и така останаа многу невработени актери, дипломирани, струмичани од регионот. Управата се надеваше дека ветување од Министерството, дека сега ќе има некој нов бран на вработување и дека ќе се случи тоа. Но помина едно 3-4 години и тогаш бев со онаа мисла дали да се каам или не на прашањето. Зошто не остана во Бугарија, можеби таму некои други врати, други правци ќе се отворе. Но останав тука. Бугарскиот јазик го совлада лесно? Да, неминовен е за сцена, затоа што гледате, театарот е жива материја, се случува се на сцена, може да се заборави текст, може друга ситуација, не сакајки да се појави, ти си должен да импровизираш од ликот, да додадеш текст, за да може да се извади таа ситуација. И ако не го познаваш доволно јазикот, да не е на памет само учен текстот, не можеш да бидеш вистински творец, тоест актер. Да, го владам јазикот многу добро, не ме познаваа дека сум од Македонија. Да? Да. Има некои сцени од факултет на улоги кои што ги направи таму на бугарски, кои што те забавуваат, до денеска ги паметиш? Ме забавуваат, не знам, но го имам задоволството да играм цела 3-та година, го обработивме целиот Шекспир. Што овде имав една можност за Шекспир, само во ова цело долгогодишно искуство театарско. И онака силно некоја улога не можам да одвојам од факултетските денови, затоа што сепак можеби влијае тоа што имав многу повеќе искуство театарско пред да заминам на факултет. И веќе некои прва-втора година, затоа и професорот толку лесно ме пушти да играм овде, да не сум на таа настава, да испуштам, затоа што јас веќе бев научила во пракса како одат работите, тоа ми беше надминато.
И веќе во трета година, кога почнавме да ги подготвуваме представите за репертуар во учебниот театар, тогаш веќе почнаа да се креираат некои, но тогаш се сретнуваш со колеги кои воопшто немале театарско искуство, кои нели си помагаме меѓусебно кој што може. И затоа не можам да одвојам некоја така улога. Представата Ромео и Јулија ми е така едно од по-омилените на факултет што имаме. Бугари беа колегите што те беа или имаше мешавина? Македонци имаше тројца заедно со мене. Потоа дојде уште двајца од Битола, така се смешавме. Но потоа се раздели класот, едните останаа кај другиот професор, двајца испуштија семестар, се си мислам, дека битолчаните следната година заврши после мене. Еден колега од Неготино и мојот колега од Струмички театар Костанков. Во иста класа сме. Со Костанков сте иста класа? Да. Што правевте со Коста, еве таму, на студии? Па, во прва година, кога требаше да се одбираат бугарски домашни актори, беше зададено, ние се изборивме да има македонски актори, затоа што ние сме од Македонија. И им го промовиравме Дејан Дуповски, Горан Стефановски, кои бугариве лудо се влюбија во ова наша квалитетна модерна драматургија, кои тие ја немат, но имат многу квалитетни драматурзи. Уште од тогаш сакавме Маргарит Минков да го каминот, дуодрама, да ја направиме. Но некако немавме можност. Но кога завршивме, ја направивме овде. Во Струмица, едно од моите по-омилени актерски остварувања, кои можеби ти не си ги гледал, прекрасна, тешка дуодрама, која прошета на разни фестивали. И ова, ако ме прашуваш за улоги за паметење, ова ми е, Ирис ми е едно од омилените улоги за паметење, Каминот ми е едно од омилените представи. Крвави свадби ми е представа за паметење. Морлин Мурло ми е представа за паметење. 1984 ми е представа за паметење. Но тие не се комедија. Точно, не се комедија. Не се комедија, но имаат во себе. Имаат трагикомични елементи. Кога студираше, се гледаше како драмска глумица, комедијата ти доаѓаше на памет? Не, никако. Драмски актер од секогаш сум се чувствувала дека сум, но кога се вратив од породилното отсуство, ме започна веднаш со забрането смеење, комедија. И представата беше многу посетувана, толку многу што пак се бара карти, повеќе се носеа столови, клупи, се што имаме за да се задоволи публиката да биде дел од представата, кои веќе чекаат и нема како да се вратат. Тогаш сретнав доста коментари од колегите кои беа изненадени дека ме гледаат во комедија, дека така се справувам. Ме немаат видено, да. И потоа ете, Секс, лаги и љубомора се случи, повторна комедија. И сега сме во процес на работа со Коле Ангеловски, после толку години пак ќе режира кај нас, со Паника во Хотел Палас, повторна комедија од Реј Куни, па ќе дојдеш, ќе видам, да, како аудитор. Инаку во ова представа, Секс, лаги и љубомора, во режија на Синиша Евтимов, тука се споени двајцата великани на комедијата во Македонија. Коле Ангеловски го има преведено текстот. А Синиша е онај наследникот на Коле кој што и го надминал во
во представите од жанрот комедија. Не дека го надминал, него се посебно различни се стилови и едниот и другиот, без разлика што се и 20 комедија. Па, на сите останати кои што пробале тоа да го прават, тој жанр комедија, не им успеало. Од XY причини, повторно треба да има нешто режисерот, некој X фактор за комедија да направи добра, а за глумците и тоа како треба да имаат голем X фактор да направат добра комедија. Ти го имаш преголем. И не знам како 20 години го нема откриено тоа нити ти, нити останатите, но навистина ова што го направи вчера е тоа ремек дело. Јас во Уловата. Ева е ремек дело на улога направи. Благодарам. Јас по природа како човек многу сакам да се забавувам, сакам шеги, имам смисла за хумор и затоа се изгледа вака се случуваат работите. После секс, лајки и љубомора сретнав еден човек кој ме познава вака, не многу близок, но се поздравуваме како си, што правиш. Може би ќе се препознае, го поздравувам. И ми вели, јас немам појма дека ти имаш таква смисла за хумор. А зошто? Како го изведе тоа? Велам со смисла за хумор. Баш со смисла за хумор. И така? Глумиш куќена помошничка на еден пар кој што има љубовни проблеми и твојата улога е, за разлика од сите останати кои што се со љубов имаат проблеми, твојата улога е некако од страна доаѓаш и тоа до совршен спој на равнотежа правиш во целокупната представа и секој твое појавување всушност и без да изговориш нешто, публиката паѓа во смех. Да се смее. Да, се смее, затоа што знае што мислиш, како мислиш веќе од самиот почеток, уште од почетната сцена не го вестуваш твојот лик како ќе се развива и навистина тоа е преубаво направено, едно пресладко парче кое што вечно ќе го носам со мене во мислите и стално ќе се сеќавам на таква убаво да направено. Кажи ми, Јасмина, машти. Кога ја гледаше представата? Ја гледаше ли воопшто представата? Да, секако. Ја гледаше. На премиери доаѓа стално или како? Да, доаѓа стално. Како е да си го прашала како е да се живее со глумица? Јас сум си дома човек, жена, не сум дома глумица. Овде сум си глумица, јас. Има некои по дома си глумици, знаеш? Не, тој само се прашува добро, кој ќе дојде ќе гледа представа. Ти каде го учиш текстот? Не сум те видела дома со дете, домашни работи, да. Дома сум си жена, сопруга, мајка. Значи дома не си од тие кои што дома учат текстови? Не. Никогаш. Така. Си имам нешто, дар од Бога. Си учам текст додека сум на проба. Можам пред проба да се осамам во мојата гримиорна или после проба да се осамам во мојата гримиорна и кога сите ќе заспијат дома, лежејќи на кревет, сега издавам тајни. Но сигурно ќе се препознаат некои актери. Си лежам и си мислам на ликот, ми излегуваат ситуации. Кога ќе почне процесот на работа, го истражувам, мислам на него постојано, на ликот. Кога се движам, тоа е по мојата подсвест. Так. И тој си работи. Кога мојата свест си работи нешто друго, и потоа се раѓа и излегува на површина. Кажи ми, од кога веќе ќе излезе премиерата на представата? Не играте толку често представи за да можеш во континуитет да го паметиш ликот или играте различни представи, па таа представа може би не се изиграла, не знам, 2-3 месеци. После, како оди, кога ќе видиш на репертоарот ставена таа представа, како оди обновувањето на ликот? Колку ти треба, на кој начин тоа го правиш? Многу лесно. Да? Да. Го вадам фајлот од мене и излегува. И се излегува, без некои подготовки, не го читаш текстот повторно или го читаш? Ете сега, пример, секс, лајки и љубомора не беше играна година и 2 месеца. Па за тоа, да, за тоа. Јас мислев да ја гледам денеска, затоа што вчера
нели прв пат ја посетувате после долго време. Не беше, минатата седмица Минатата имавме две седмица. избори. Добро. Тоа не знам. Мислам дека сега прв пат ја посетувате и викам, ајде да одам утре дента, сигурно Ќе е друго. денеска ќе се спремат, па за утре ќе е супер. Ама гледаш и И Боба. минатата седмица, четврток и петок ја игравме. И како беше четвртокот, првиот после долгата пауза? Тоа е интересно. Беше како мини премиер. Да, Така ви доаѓа? Па да, така е. После година и сега не ме фаќајте за збор. Да, Се да. мислам дека минатата година некаде крајот на октомври или ноември ја немавме. Последен пат ја игравме. Така. И после толку време имавме проби на маса, се вративме колегите полека, еден мал мизансцен, потоа на сцена имавме неколку проби. Со За да две-три игра, проби, да. ете, се вративме, си го знаеме, Да. ја имавме играно доста, тоа е многу важно. Колку пати ја имаш играно, дали е подготвена за премиера и после тоа колку време, дали е уиграно нешто е. И беше како мини премиера, добро, супер беше, но се почувствува кај колегите, кај сите како мал грч, како премиера. Природно, и да. нормално. Да. И после тоа, така, Значи, нормално. Значи вчерашната ви беше онака со лесно Супер. отиване. Супер беше, вчера имаше многу убава енергија, уште пред да излеземе на сцена. Толку убаво што се фотографиравме дури пред да излеземе, Да. што тоа не ни се случува, забораваме, нели? Убава беше енергијата и се почувствува и на сцена, па публиката колку беше супер, беше добро расположена, беше полно и така, многу беше убаво. Од првата сцена почна експлозијата во публиката. Ние не можеме да се запиме. И јас мислам, ова лудило не знам кога ќе заврши, дали ќе заврши. Леле, што Не убаво. можете да ве оставиме да си одите, поклонот беше исто. Да. Долго ви аплаудиравме. Да, многу беше убаво. Имаше долг аплауз, имаше и овации. Да, на имаше крај. оваци. Навистина бевте супер. До совршенство добри. Блазе си ви, вие барам ја имате гледано представата, јас ја немам не гледано. може. Не знам чувството како. Друго е на камера да се гледаш, друго е во живо да го си. доживеш, но ве снимаат за да се видите нешто? Ги имаме снимано представите кои стојат во архива, но за оваа представа конкретно не ни требаше да ја гледаме снимката. Искрено да ви кажам, јас и представи немам гледано. Единствено во време на пандемија, кога бевме затворени, театрите, 2-3 месеци, колку Так. беше така некако, па на нашата Facebook страна имаше линк кој води до нашиот YouTube канал. И таму можеше секоја вечер по една представа се даваше. И тогаш ја гледав каминот на... Тоа што се гледаше. Да, тогаш се гледав. Така, чудно ми е. Се немам гледано. Чудно е чувството. Чудно е, да. Кога ја гледаше, мислеше ова може сега би го направила подобро? Не се смее и ми беше убаво што ја гледам представата, затоа што долги години ја немам играна. Една од по-омилените ми е, затоа и ја гледам. Може би да беше друга, немаше да ја гледам. Добро, а кажи ми, ги гледаш представите каде што не играш? Да. Да. И проби. И пробите ги гледаш, така? Па многу сакам театар, јас. Театарот е мојата љубов. Се дружите приватно Да. колегите? Да. Излегувате заедно, одите по роден ден и по... Кога имаме време, да, се гледаме. На роден ден и се гледаме. Со децата се Со гледаме. децата. Сега, да. Децата ќе ви бидат глумци. Нека бидат здрави, Нека живи бидат што здрави, сакат, што нека сакат. бидат. Ама после изглед глумци ќе бидат. Обично Не знаеме. Ќе видиме. Обично така има. Иако отпор дават, да речем, родителите, посебно женските глумици, дават повеќе отпор за нивните ќерки, например, да не студираат глума, да не се бават, но потоа попушта тој отпор и Што знам. со тие што се предодредени да бидат глумици, продолжуваат да се бидат глумици, ќе го најдат начинот на кој... Тоа е порив, тоа е од внатре те влече, како магнет те влече некаде и кој може да го сопре тоа, зошто да го сопре, Да. кога тоа е дар некој. Секој треба да си оди по патот кој што му припаѓа, кој што си го определил. Сега, не знам, уште моето дете е мало,
Но ете, така си велам, што сака нека биде. Така. Јасмина, кога почна да играш професионално тука, речем многу млада, беше 18 години, дали повозрастните глумици тогаш ти даваа совети? И дали ти сега им даваш совети, можеби на оние наредни генерации? Кога дојдов, овде беа две актерки. Зора Георгиева, повозрастната, и Тинче Ристевска. И едната и другата супер актери. Да. Имав сцена со Зора Георгиева, тоест кога дојдов, Коле кога се му кажувале дека ќе дојде млада девојка, леле тој си велел, после ми призна, леле сега е после проба треба дополнително проба со младата актерка, леле. Кој ќе губи сега нерви и сати со актерка? Али тоа ми го кажа на веќе пред премиер. Така да. И кога почнавме процесот, тој почна да се гази од мене. Исто комедија беше. Па и тогаш сум играла комедија. И почна да се смее, леле браво, леле цар си, ова, она. И тогаш дојде Зора Георгиева, беше доаен на театарот, со голема почит, јас бев на неа. И ме прегрна и ми рече дека ќе бидам наследничка. Убава наследничка ќе има Зора. И потоа ми подари еден фустан, која таа лично го има плетен. Да, браво. И јас го подарив да биде како се едно музејски експонат горе во нашиот фундус, во одделот на шивалното. За некогаш кога ќе се изложуваат дела, да се изложи. Се сеќавам дете, не знам колку години би можел да имам, 6 да речеме, прилика. Јас сум од Прилеп и имам среќа што од 3-4-5 години, не знам колку сум имал, прв пат ме однесе на Војдан Чернодрински и ги гледав сите представи. Значи блок карти, да, од мал и јас, мајка ми, татко ми, немаја кај да ме остават и ме носеа на театар. И сите, и турски, и албански театар, сите поред представи ги гледав. И ми беше многу убаво, уште од мали, тоа ми се случуваше до 18 години редовно, додека живеев во Прилеп, сите представи на Војдан Чернодрински, сите ги имам гледани. На Зора се сеќавам, значи уште детенце, 6 годишна прилика сега тука, на реплика од представа се сеќавам од Зора. Ништо не се сеќавам на представата, само се сеќавам, стои почекај пак ними раката, го кажуваше многу често во представата. Како лајтмотив било на представата. Еве колку години се поминати, јас тоа го паметам се уште. А тоа било пред 50 години сигурно, да. Колку е убаво тоа што во град кај што живееш да има фестивал театарски. Да, тоа беше вистински фестивали беа тогаш. Ова сега, овие фестивали Војдан Чернодрински со тие фестивали немаат допирна точка. Ова е сега проформа фестивал, а тогаш беше фестивал. Се стана проформа, за жал. Да, за жал. И селекцијата, и наградите. Баш. И гостувањата, се. Треба да се промени веќе тоа крајно време, еве сите јавно зборуваме, дека го знаеме тоа што се случува. Би требало да се исчисти од корен. Живинарска фарма, животинска фарма? Беше во Прилеп на Војдан Чернодрински? Да. И таа представа, ако не победи, животинска фарма, што да кажам, тоа беше ремегела направена. Представа која што требаше глатко да ги собери сите награди. Да, не ги собрав. Не ги собравте. Значи, пак ќе кажам, тука има сега веќе и многу има и политика на фестивалот. И од порано бил од стартот мораше секој од учесниците театри да добие по некоја награда, така... Како за учество, Како за учество, да. Ама награда. Ама некоја награда, знаеш. Никогаш не било таа представа што треба и тие актери да ги добие комплетно. Како што се случува на Оскарите, например, добива режисерот, добива главна улога, не. Кај нас добива представата, а глумецот главен е од
друга представа, глумицата главна од трет театар. Да, кој ја прави А кој ја прави представата, никој режисерот од четврт театар. Да. Значи, тука се од старт работите така одеа, но пак ќе кажам, беше фестивал затоа што и глумците се дружеа, ги гледаа представите, имаше разговори, спиевте се. беше добро. Сега е тоа веќе далеку од фестивал. Не знам како е на Шишков, на фестивал. Шишков, уште како мала сега и ти како што си бил по Војдан Чернотрински, јас сум била на Шишков. И секогаш имав желба да застанам на сцена, да бидам актер, а уште поголема и поодговорно како нешто специјално беше да земам учество како дел од представа на Шишков. Значи, беше тоа величие за мене, а не пак да се зема награда. Така. Наградата беше нешто недопирливо. Тогаш беа големите имиња, и Зора Георгиева ја доби наградата за Ристо Шишков, нашиот театар. Потоа почна да доаѓаат секакви представи. Значи, овој фестивал беше на камерен театар, Так. Ристо Шишков, имаше камерни представи. Сите знаеме дека кога се гледа представа од близу, како се едно се зумира камера, и од голема далечина, се зборува за голема сцена, салон, дека е различно. И начинот на игра на актерот, и поставеноста на мизан сцената од страна на режисерот е различно од камерното. И затоа овој фестивал беше специфичен, затоа што беше фестивал на камерен театар. Потоа се смени формата, почна да доаѓаат и представи на голема сцена, почна нета да меѓународен стана, да се делат секакви награди, се унија какви награди, се измислуваат секакви награди. И Пак да се задоволи овој, оној. да, и почна се исти представи од се исти театри да доаѓаат, размена да прават во сите градови и се види дека и тука не е театарот во прашање, а размената е само прашање и задоволување на присутните награди како се едно за учество, а всушност нели имат некако звање наградите за најдобар бакнеш. И сега измислени награди. И сега Ева кај те добија награда? Публиката ја наградува Публиката на ја Ева. наградува Ева. Фала ти многу, Јасмина, што ми беше дел од Мајшна сцена. Уживав вчера, уживав денеска. Со тебе стално уживам. И кога те гледам на сцена и приватно, наистина си еден супер човек. Поздрав до Машти. Фала, ќе го поздрав. Чувајте си го детето и така да сте ми живи и здрави и да се гледаме што е можно повеќе. Амин, да сме здрави и живи и да се случува театар.